Позитивни тонови за иднината на проширувањето и за ЕУ перспективата на Северна Македонија произлегува од денешниот состанок на новата Европска комисија и државниот врв на Хрватска, земја членка која пред 10 дена го презеде претседавањето со Унијата. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ верува дека процесот на доделување датум за почеток на преговори со Скопје и со Тирана ќе се деблокира до самитот меѓу ЕУ и Западен Балкан, закажан за мај во Загреб. Otvorili smo za nas u političkom smislu važnu temu, to je pitanje. Го отворивме за нас важното прашање во политичка смисла за проширувањето кон југоистокот на Европа, кон нашите соседни земји. Затоа овде на почетокот на мај ќе имаме состанок. Сакаме да внесеме нова динамика и да можеме да ја решиме и деблокираме ситуацијата околу преговорите со Северна Македонија и Албанија. Председателката на Европската комисија прецизира дека наредниот месец ќе биде клучен. До тогаш Урсула фон дер Лајен очекува да се изготви новата методологија за проширувањето со што би се задоволиле барањата на Франција. Прво реформа во Унијата, па датум за преговори. Овие два процеса според шефицата на комисијата треба да се движат паралелно, а не одвоено. We should find a way that the parallel process for North Macedonia. Треба да најдеме начин, паралелен процес за Северна Македонија и Албанија да има отворена врата. Значи ова е паралелен процес, обновување на методологијата на пристапување и да продолжиме со процесот со овие две земји. Уверена сум дека овој процес не треба да оневозможи почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Од нив многу баравме, тие исполнија и затоа сега ние треба да испорачаме и да ги исполниме ветувањата. За ова прашање денеска разговарале и вице-премиерот за европски прашања францускиот амбасадор. Османи и Тимоние според владиното соопштение се согласиле дека Северна Македонија и останатите земји од регионот немаат друга алтернатива освен полноправно членство во Европската унија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.